Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. 24 мај, празникот посветен на светите браќа Кирил и Методи, утринава со богослужба беше одбележан во истоимениот храм во Тетово. Се помал е бројот на запишани студенти на студиската програма по македонски јазик. Интересот се очекува да се зголеми откако ќе профункционира новиот закон за употребата на македонски јазик. Во петок во музеот на Тетовски крај ќе биде представена изложбата "Го сакам Охрид, ама го љубим и Тето" на охриѓанецот со тетовско потекло Ѓоко Симјановски. Дваесет и четврти мај, празникот посветен на светите браќа Кирил и Методи, утринава со богослужба беше одбележан во истоимениот храм во Тетово. Солунските браќа Кирил и Методи се заслужни за основање на првата словенска азбука глаголицата, а воедно се сметаат за основоположници на словенската писменост и литература. На 24 мај го славиме денот на сесловенските просветители и учители Свети Кирил и Методи. Тие се основачите на првата словенска азбука глаголицата, основоположници на словенската писменост и литература, а исто така се заслужни и за културниот развој на сите словенски народи. Во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово, посветен на светите браќа, утринава беше отслужена литургија по повод празникот. Родени се во градот Солун од родители мајка Марија и татко Лав. Свети Методи е постар, роден во 816 година, а Константин подоцна Кирил во 827 година. Основно образование добиле во родниот град и средно и високо во Цариград, во познатото Магнуско училиште, и набрзо биле забележани со својата природна надареност и трудолюбивост, па така и добиле соодветна научна служба. Свети Методи бил повеќе години во црковна служба во нашите краишта, околу реката Брегалница, тогашен Баргала, а во тоа време биле покрстени повеќе илјади жители од тој крај. По неколку години Свети Методија се повлекува во манастирот Полихрон во Мала Азија и започнува всушност нината и Господу се придружи има брат му негов по име Кирил. Тука, во овој свет манастир, започнува всушност нивната духовно-научна работа. Преку молитва и пост, а врз основа на грчката азбука околу 855 година, бидејќи требало да преведат поважни делови Светото писмо, како и светите богослужбени книги на словенски јазик. Во меѓувреме се укажала потреба за една многу важна мисија меѓу источните народи, а тоа се хазарите, сарацените, арабите и други, а од житијата на светите браќа се гледа дека тие таму со успех ја ширеле и бранеле христијанската вера. Во 862 година великоморавскиот кнез по име Ростислав побарало да византискиот цар Михаил мисионери кои на разбирлив словенски јазик ќе проповедаат Христовата вера. Бидејќи во тие краишта доаѓале западни мисионери и проповедале на туѓа неразбирлив латински и германски јазик. Царот Михаил не се мислел многу кого да испрати, бидејќи светите браќа Кирил и Методија веќе биле доволно познати и како научници и како мисионери. Во нивното општено житие читаме од тие се од Солун, а таму сите зборуваат меѓу себе добро словенски јазик. За кратко време Свети Кирил и Методија одрале поспособни ученици, соработници. На прво место бил Свети Климент и Свети Охрид чудотворци, кои потекнувале од Македонија, ги подготвиле најважните книги и тргнале во голема мисија во Запад, каде насловените во денешната Чешка, Словачка па и цела Европа им ја проповедале Христовата вера на нивен мајчин и разбирлив словенски јазик. За жал, од зависи и љубомора, а пред се од политички причини,
zapadnite misioneri gi optužili svetite braća kaj papata vo Rim so lažni kleveti deka tije propovedat pogrešno i na njegov nepriznat jazik. Vo to vreme 806. godina papa bil Adrian II. Po pregledovanju na knjigite i soslušavanju papata so golemo zadovoljstvo ja blagoslovil odbranil работата на мисията на светите браća Кирил и Методија. Тука тие биле ракоположени и таму биле ракоположени и неколку ученици и свештеници, а свети Кирил и Методија за епископ. За жал, од голема истощеност и поради болест свети Кирил тука почнува на 14. февруари 869 година. Чудни се патиштата на Божјата промисла. Иако свети Кирил умрал во градот Рим, a po izvesno vreme, po mnogo stradanju se upokol i sveti Metodija, no njivno to delo ne propadalo i njivnite učenici, a među njih nepoznatite svetili bile se Klimet čudotvorci, se vratili vo svojata rudna zemlja Makedonija i so golem uspeh go продолжили своето дело на своите големи учители и своите родни браќа и сестри македонски Словени. За животот и делото на Кирил и Методи има огромна библиографија. Напишани се над 10.000 студии, прилози и статии. Има голем број фрески и икони инспирирани од нив, а многу цркви и образовни институции го носат нивното име. Во 11. век црквата го прогласила 24. мај, односно 11. мај по стар стил за ден на светите просветители Кирил и Методи. Денот во Македонија пак прв пат бил одбележан на 11. мај 1860 година во црквата Света Богородица во Скопје. Председателот на владата Димитар Ковачевски се обрати на свеченото одбележување на 24 мај, денот на сесловенските просветители Кирил и Методи и ден на словенската писменост во Охрид, каде што е основан и действувал првиот словенски универзитет, Охридската книжевна школа, чиј што основач еден од учениците на светите браќа Кирил и Методи, свети Климент Охридски. Овде на Плаошник, местото каде е основан и действувал првиот Словенски универзитет, затоа што тука најгласно одекнува вечната и непобитна вистина за потеклото на нашиот македонски јазик, на нашата македонска писменост и култура, а со тоа и на нашиот македонски идентитет. Затоа што токму на оваа македонска почва светите Кирил и Методиј ја создале глаголицата, ја создале писменоста, од која што натаму се развива и современата македонска писменост. Од ова парче земја го црпиме старословенското, Кирил Методиевското и црковно-словенското наследство, кое е суштински дел од културното наследство на сите словенски народи, а меѓу нив и на мојот, на нашиот македонскиот народ. Одејќи по стапките на се словенските просветители Кирил и Методиј, свети Климент Охридски, токму овде во Охрид, ја развил Охридската книжевна школа. Тоа е првиот словенски универзитет во тоа време и тој прераснува во еден од најголемите и највлијателните културни центри, од каде што се шири словенската писменост. Ракописи од Охридската школа денес се наоѓаат речиси во сите позначени светски библиотеки и установи. Еден од наследниците на Климент, еден од најголемите борци за признавањето на македонскиот јазик, Крсте Петков Мисирков, вели: за среќа има македонска национална култура и историја, и тој факт го вооружува македонскиот народ со непобедливо оружје во неговата борба за човечки права и за слободен национален живот, како рамноправен член во бројот на културните народи. И јас сум убеден дека и Климент Охридски е еден од учениците на браќата Кирил и Методиј и нивните наследници Мисирков, Конески, како и Јаневски, Андреевски, Шопов, Рацин, денес би биле подеднакво горди со сите нас.
Се помал е бројот на запишани студенти на студиската програма по македонски јазик. Причините се многубројни, но првенствено матурантите ги демотивира малата можност за вработување. Интересот се очекува да се зголеми откако ќе профункционира новиот закон за употребата на македонски јазик, со кој се предвидува вработување на лектори во сите институции, со испит кој го полагаат само дипломирани македонисти. Ако првите генерации на катедрата по македонски јазик при Државниот универзитет во Тетово броеа по 40 студенти, сега во клупите има едва и по 10. Професорката Марина Спасовска вели дека ако се земе предвид иселувањето и намалениот број средношколци, тогаш овие бројки не се толку изненадувачки, бидејќи вкупниот број на запишани студенти е намален на ниво на земјата. Но дополнителна причина за малиот интерес за оваа студиска програма е проблемот со вработувањето. Конкретно, ако зборуваме за студиската програма за македонски јазик и книжевност, односно за студиите по македонистика на ниво на држава, ќе кажеме дека можеби проблемот е првенствено во вработувањето, бидејќи нашите дипломирани студенти имаат можност да се вработуваат како наставници и професори во основните и во средните училишта, но факт е дека вработувања нема голем број, бидејќи се чека да се ослободи некој работно место откако некој професор или наставник ќе си замине во пензија. Меѓутоа, не знам колку се информирани сите идни студенти кои што се уште се колебаат каде да се запишат, дека со нашите студии, односно со стекнувањето на назив дипломиран професор по македонски јазик и книжевност, ќе може да се вработат покрај како наставници и професори и како лектори во разни институции. Меѓутоа, тоа е така бидејќи само дипломираните македонисти имаат право да го полагаат тој лекторски испит, кој што го организира Министерството за култура во соработка со Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков од Скопје, и ќе се здобија со лиценца за лектор и ќе можат да ја вршат таа лекторска дејност. Спасовска вели дека работите ќе станат подобри кога ќе профункционира новиот предлог закон за употреба на македонскиот јазик, кој што покрај другото предвидува и вработување лектори во сите институции. На седница на владата е усвоен новиот предлог закон за употребата на македонскиот јазик, кој што навистина нуди една добра стратегија, а тоа значи меѓу другото, има неколку точки, меѓу другото, задолжително стипендирање на студиите по македонистика, и тоа не само на првиот, туку на вториот и на третиот циклус. Исто така, предвидува задолжително ангажирање и вработување лектори во сите јавни институции, дури во нормално медиумите, така печатените, електронските, во приватните институции и така натаму. Исто така предвидува едно тело, односно инспекторат, кој што ќе врши инспекцијски надзор на терен, и обука на наставниците и професорите по македонски јазик, дополнителна обука, која што не треба да значи дека оние кои што нема доволно познавање дека ќе го изгубат работното место, но да се направи една таква пракса која што ќе придонесе во развојот на македонскиот јазик и во негово зачувување и правилна употреба. Спасовска порачува дека македонскиот јазик треба да го чуваме сите. Значи, прво треба да се почне да се изучува македонскиот јазик од најниското на сите нивоа. Значи, од основното, средното, високото образование, значи на највисоко рамниште и на највисоко ниво. Првенствено тоа. Сите ние треба да го негуваме и да го почитуваме мајчиниот јазик, почнувајќи од секој човек, а најмногу ние македонистите, бидејќи како што истакнал големиот Блаже Конески, јазикот е единствената наша татковина. Тој е насечето духовно богатство, нашиот идентитет, и значи сите ние треба да си го негуваме и да го чуваме. Македонскиот јазик е јазик со вековна традиција. Тој си има своја историја, има своја сегашност и ќе има своја иднина, и ние не треба да дозволиме какве било негирања од каков било тип кои што се случуваат во последно време. И би рекла, би дала еден апел и вие медиумите, и електронските и печатените да обрнат повеќе внимание на употребата на македонскиот јазик, сите ние всушност да дадеме еден придонес, нека има и обуки за сите луѓе, меѓутоа не да се обвинат само македонистите во однос на тоа колку ние го чуваме македонскиот јазик, туку треба исто така и сите луѓе кои што се од јавниот, општествениот живот и сите професори, да речеме и од физичка култура и по математика и по физика, да го употребуваат
стандардниот јазик за тој да почне да функционира онака како што треба, бидејќи сведоци сме сега на едно изобличување на јазикот, што од страна на младината, што од страна на медиумите, поготово од социјалните мрежи, имаме еден наплив на англицизми, на некои модерни термини, некако по дефолт, да речеме, ги прифаќаме сите тие наеднаш, без да размислиме дека можеме да направиме некој синоним, нели, да го замениме тој странски термин. Интересот за студии на македонски јазик и македонска книжевност и јужнословенски книжевности не е на задоволително ниво ниту на Филолошкиот факултет на УКИМ. Лани во првиот уписен рок се запишале 16 студенти, а имало 190 слободни места. На конференцијата Визии за зелена иднина, партнерство за циркуларност беше истакната важноста на обновливите извори на енергија и рециклирањето на отпадот за заштита на животната средина. Можеби и најважна перспектива во трансформацијата на економиите е тие да вложуваат во креирање на производи кои имаат поголема долготрајност и истовремено да можат да се рециклираат за целиот циклус да биде одржлив. Клучен момент во овој процес е и нашето вложување во енергетска ефикасност и производство на енергија од обновливи извори. Забрзаното напуштање на фосилните горива е клучниот и највиталниот аспект од зелената транзиција. Ова вклучува проширување на употребата на соларна, ветерна и хидроенергија, како и инвестирање во енергетски ефикасни технологии и инфраструктури. Национална економија која транзитира кон циркуларна не може да го заобиколи развојот на зелената инфраструктура. Ова вклучува инвестирање во одржливи транспортни системи, како што се електрични возила, јавен превоз и велосипедска инфраструктура, вклучувајќи и промовирање на енергетски ефикасни згради, зелени површини и одржливо урбанистичко планирање. Управувањето со отпад од домаќинствата е надлежност на локалните самоуправи. Нивната задача е да воспостават систем за примарна селекција на отпадот од домаќинствата. Во пракса се покажа дека поради недостаток на средства, некаде капацитети, таквиот систем тешко се воспоставува на локално ниво. Воспоставен е само во општина Прилеп, каде што општината и јавното комунално претпријатие со сопствени средства воспоставија примерна селекција и треба да бидат пример за сите останати општини во државата како треба да се управува отпадот, односно како треба да се намалуваат количините на отпад кои финално се депонираат. Со донесување на законот за управување со отпадот за пакување и отпад од пакување во 2010 година, а кој почна да се применува во 2011 година, на општините им дадовме добра алатка преку колективните постапувачи за отпад од пакување да воспостават инфраструктура. Оваа инфраструктура која што помеѓу другото содржи канти за селектиран отпад кои што се жолти за пластика и лименки, сини за хартија и тетрапак, значи лесно препознатливи, ја набавуваат колективните постапувачи и ја предаваат на општините за користење. За жал, не сите општини ги препознаваат овие предобивки и не подпишаат договор со колективните постапувачи, па така дел од граѓаните од државата не добија услови за примерна селекција. Исто така, со текот на времето, оваа инфраструктура се уништуваше од страна несовесни граѓани или неформалните собирачи и овие трендови треба да се надминат. Сето ова чини пари кои одат во неповрат, а и воспоставувањето на примарната селекција бара и развивање на соодветни навики кај граѓаните. И во текот на вчерашниот ден сообраќајната полиција санкционирала возачи кои направиле прекршок и не ги почитувале правилата во сообраќајот. Вчера од 8 до 13 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена акцијска контрола во која вкупно биле откриени, санкционирани и исклучени од сообраќај 6 технички неисправни возила, 4 во Тетовско и 2 во Гостиварско. 3 од нив имале неисправни сопирачки, 1 возило неисправни светлосни уреди и 2 други технички недостатоци. На возачите прекршители изготвени им се поднесоци и ќе се соочат со предвидените парични глоби и други мерки. При контролата исто така биле санкционирани и 2 лица кои ги управувале возилата без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа,
како и 10 возачи кај кои биле утврдени други недостатоци. Во рамки на вчерашните контролни активности биле санкционирани и 30 во Тетово и 1 во Гостивар непрописно, односно погрешно паркирани возила, прекршоци кои се заокружени со адекватни поднесоци. СВР Тетово со апел и подсетување до возачите навреме да ја проверат техничката исправност на возилата пред тргнување на пат, да не седнуваат зад волан без да поседуваат возачки дозволи и да ја прилагодат брзината според условите на патот. Во петок на 26 мај со почеток од 19 часот во Музеот на Тетовски крај поранешен дом на Арама ќе биде представена изложбата "Го сакам Охрид, ама го љубим и Тето" на охриѓанецот со тетовско потекло Ѓоко Симјановски. На изложбата ќе може да се погледнат дела со мотиви од тетовската и охридската архитектура и знаменитости. Во петок на 26 мај со почеток од 19 часот во Музеот на Тетовски крај поранешен дом на Арама ќе биде представена изложбата "Го сакам Охрид, ама го љубим и Тето" на охриѓанецот со тетовско потекло Ѓоко Симјановски. Во рамки на изложбата ќе може да се погледнат повеќе дела изработени во пастел техника со мотиви од тетовската и охридската архитектура и знаменитости. Изложбата има еден мощен специфичен наслов со кој што сакав да ги спојам Охрид и Тетово. Значи, а причината е тоа што сум јас половина тетовчанец. Мајка ми е тетовчанка, беше тетовчанка, а татко ми е охриđанец од Охрид. И од секогаш сум сакал да направам еден спој меѓу Охрид и Тетово. И ми падна идеја насловот на изложбата да биде токму таков. Го сакам Охрид, ама го љубим и Тетово. Сега, на изложбата ќе бидат изведени негде изложени негде околу 40-45 мои пастели со мотиви охридски и мотиви тетовски. Со тоа сакав да направам еден спој на две убавени, на два градови кои што имаат своје кале. Авторот на изложбата Ѓоко Симјановски по професија е електроинженер, веќе во пензија, а како голем љубител на уметноста, во своето слободно време се занимава со цртање и сликање. Во Тетово за прв пат во петок преку изложбата ќе ја презентира својата работа. Ова е прв пат што излагам во Тетово, до сега ја направив неколку изложби. Мојата прва изложба ја направив таму некаде пред 25-6 години во Охрид и тогаш имаше наслов изложбата Охрид, Охрид, убав мил, според една стара охридска песна. Потоа истата изложба беше поместена во Кичево истата година и во меѓувреме творев, меѓутоа не излагав, само на неколку групни изложби кои што беа, да речеме, во разни прилики. А ова година, некаде таму во февруари, во едно кафуле, кое што се наоѓа под Самуиловите тврдини, направив еден експеримент и направив една изложба, не секојдневна, излагајќи 32 портрети на холивудски стари филмски звезди. Беше мощно интересен и амбиентот и изложбата. И веднаш потоа се зафатив со подготовката за ова изложба, бидејќи уште од порано имав покана од моите роднини да направиме нешто вакво во градов. Ѓоко Симјановски роден е во Скопје во 1947 година. Како електроинженер работел во ЕМО Охрид од 1971 до 1978 година, а продолжил во Завод за урбанизам и архитектура до пензионирањето во 2011 година. Освен во струката, како надворешен соработник, работел во Радио Охрид и телевизија ТВМ Охрид. Има учествувано на голем број ликовни колонии и групни изложби. Активен член е на фотоклубот Охрид веќе 10 години, со учество на сите годишни изложби на клубот.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!